процесите на носене одлуки и креирање на политики на локално ниво од областа на урбанизмот и заштита на животната средина. Значи, поентата на формирањето на овој тело е да ова тело како советодавно тело од областа на урбанизмот и заштита на животната средина да проследува иницијативи до нас како Совет на општина Делчево и доколку некоја иницијатива ние како Совет ја поддржиме, преку УСАИД може да добие финансиска конструкција, значи таа иницијатива да се реализира. Това е советодавно тело повише направено како граѓаните да преку истото советодавно тело дават иницијативи до Советот и до градоначалникот. Отварам расправа врска со точката поделен број 22, дали некој бара збор или има прашање. Бидејќи никој не бара збор, е заклучена расправата и предлог одлука за формирање на советодавно тело од областа на урбанизмот и заштита на животната средина, поддржано од податоци за развој на локалната заедница Штип, оставено гласен кој е за. Констатирам дека истото е усвоено со 13 гласа за. Преминуваме на точка поделен број 23, а тоа е во врска со мислењето на статутот на Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево. Данам збор на господјата образлагача, заменик директор Маријана Стименовска, поведете. Добар ден на сите. Врз основа на член 26 став 3 од Законот за основно образование излезе во службен вестник на Република Северна Македонија под број 16/19. Училишниот одбор на Општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево на седницата одржана на ден 2.12.2019 година го донесе статутот на Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево. Во него знаете дека според законските рамки и членовите кои ви се доставили на увид, измената е дадена и на Република Северна Македонија, која гласи како насловена во статутот на Општинското основно училиште. Дадено ви е на увид, ако е потребно за нешто да образложам, во реката му, вие кажете. Благодарам, отварам расправа од точката поделен број 23. Дали некој бара збор или има прашање да образлагач? Овој ден. Да, имам прашање, како пише образлагачот да е директор од Горан Белчев, а го нема на овој ќе е последователна седмица. Да, се извинувам, Дијана, јас моја кривица е лично директорот сакам да се извинам, бидејќи навистина е неодложно неговото отсуство, за кое што јас сум предпоставена да го заменам и мислам дека статутот кога беше донесен во училишниот одбор, директорот беше присутен таму и одлуката беше заедничка на сите членови заедно со директорот. Ако може да помине, тоа е ваше право. Благодарам. Друг запрашање за збор. Видите некој друг нема разбор за заклучува расправата и мислењето на статутот на Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево оставено на гласање. Кој е за мислењето? Кој е против? Возложени нема, констатирам дека истиот усвоен со 13 гласа за. Преминуваме точка подреден број 24, а тоа е во врска со мислењето за изведување на еднодневна екскурзија до Скопје со ученици од трето одделение при Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево. Данас збор на господите образлагачи, заменик директор, поведете. Така, поделено по стручните активи на трето, шесто и девето одделение. Третите одделение ја поддржа екскурзијата која што е предвидена според правилникот на Министерството за образование и наука за изведување на екскурзии, чиишто дестинации можам и да ви ги прочитам, каде што нема измени и така што она што е за возраста за трето одделение е определена е прифатено од активите. Имаме посета на меѓународниот аеродром во Скопје, посета на црквата Свети Спас и гробот на Гоце Делчев, посета на спомен куќата на Мајка Тереза, посета на зоолошката градина, ручек во Скопје, прошетка на плоштадот и наблюдување на културно-историските споменици, кои што нема да влегуваат, туку само ќе ги прошетаат и ќе им се даде едно предавање за значајните историски настани на тие културни споменици и заминувањето од Скопје, каде што попатно на враќање ќе биде посетено езерото Младост во Велес. Тоа е екскурзијата за трето одделение. Се планира да пристигнат во 9 часот, вообичаено. Благодарам. Отворам расправа во врска со точка во поделен број 27. Дали некој бара збор или има прашање на образлагач?
Бидејќи никој нема разборник, е заклучена расправата и мислењето за изведување на дневна екскурзија до Скопје со учениците од трето одделение при Општинското основно училиште Вачо Прекел Делчев. Ставам на гласување кој е за мислење. Констатира дека истото е усвоено со 14 гласа за. Преминуваме на точка по реден број 25, тоа е во врска со мислењето за изведување на одморна екскурзија за Република Северна Македонија со учениците од 6 одделение при Општинското основно училиште Вачо Прекел Делчев. Давам збор на господјата председач Павлова. Оваа година стручниот актив од 6 одделение, сметајќи дека е подолга релацијата да се оди до езерото во Дојран, направија една нова промена, каде што тргнувањето од Делчево и појадувањето во Чешинова се тргнува до Лесновскиот манастир, каде што оттаму се оди за Крива Паланка во манастирот Свети Јаќо Осоговски. Се пристигнува кај манастирот, се руча во Крива Паланка и се тргнува за Скопје. Се пристигнува во Скопје и овде имаме посета на римски вијадукт. Потоа има разгледување на Скопското кале и старата Скопска чаршија, каде што се пристигнува во хотелот и се стиснуваат на вечера. Вториот ден, доручек и тргнување за Тетово. Таму пристигнуваат во Тетово и ја посетуваат Шарената џамија. Тргнуваат за Лешок, го посетуваат манастирот Свети Атанаси. Тргнуваат за кањонот на Матка, каде што го посетуваат кањонот на Матка и ја разгледуваат околината. Тргнување во Скопје, ручек во Скопје и оттаму во 4 саатот посета на Меморијалниот музеј на Холокаустот, каде што по разгледувањето и прошетката низ центарот на Скопје се враќаат повторно назад преку Кочани македонска каменица во Делчево. Тоа е за 6 одделение, каде што се избегнува долгата релација за Струмица и за Дојран. Измената и останата е овде околу Скопје. Благодарам на господин Богозагач. Отварам расправа во врска со точка на поведен број 25 од денешниот дневен ред. Дајте ми бара збори, тоа прашам да Богозагач да ги има повод. Само сакам да напомнам, оди да е многу подобра локација и така се согласам држината е многу подобра на таа екскурзија колку на сите предходни. И полесно ќе готување за децата нема. И повеќе содржина и поинтересно ќе биде. За прашање за збор. Видите да разбори заклучено расправата и мислењето за изведување на одморна екскурзија за Република Северна Македонија со учениците од 6 одделение при Општинското основно училиште Вачо Прекел Делчев. Оставам на гласување кој е за мислење. Констатираме истото усвоено со 14 гласа за. Преминуваме на точка по реден број 26 од денешниот дневен ред, тоа е во врска со мислењето за изведување на предмена екскурзија за Република Северна Македонија со учениците од 9 одделение при Општинското основно училиште Вачо Прекел Делчев. Давам збор на господјата образлагач и заменик директор Поведа. За 9 одделение нема измени, бидејќи пристигнувањето најпрвен е од Лозово во Прилеп, каде што се посетува могилата на победените. Таму имало парк, место за одмор и за рекреација за децата, каде што има предавање и дебата за Марко Крале. Потоа тргнување од Прилеп за Крушево во 1 часот, во 13 часот. Се пристигнува во Крушево во 2:30 и се посетува спомен куќата на Тоше и Мечкин камен, каде што имаат и ручек. Од Крушево се оди во Битола на шарен сокак, широк сокак се извинувам, каде што се тргнува од Битола и се спие во Охрид. Вечер по доручекот во Охрид на редниот ден се посетува Свети Наум Охридски, од каде што потоа се враќаат во Охрид во 14 часот и после ручекот одат на посета на Плаушник, на Самуиловата тврдина, на Свети Јован Камено и Свети Софија, каде што по таквата прошетка низ Охридската чаршија доаѓаат и се враќаат да ноќеваат во хотелот во Охрид. Оттаму третиот ден имаат доручек и одат на посета на манастирот Свети Јован Бигорски, каде што се разговара за културното наследство на манастирот. Повторно се пристига и се руча во Скопје, а потоа се оди на музејскиот комплекс Македонска борба, бидејќи 9 одделение е добро да ја посетат, каде што по посетата на спомен куќата на Македонска борба одат во спомен куќата на Мајка Тереза, прошетка низ старата Скопска чаршија и враќање назад во Делчево. Така што исто пристигнувањето е некаде 9:30 часа. Благодарам на господјата. Отворам расправа во врска со точка на поведен број 26 од денешниот дневен ред. Дали некој има прашање или
нема разбори да заклучува разправата и искането за изведуване на 3-дневна екскурзия из Република Северна Македония с учениците от 9 отделение при Общинското основно училище Дончо Бърков Делчев поставя на гласа на това замислено. Констатирам дека истото по изслоена со 14 гласа за. Благодаря на Господа да разбира. Ще преминем на точка по дневен брой 28, бидейки не гледаме предавалца да видим да разбира, като се набрати на пуск. Преминуваме на точка по дневен брой 28, а това е връзка с умисленето на статута на Общинското основно училище Свети Климент Охридско Делчево, на които директор да даде предложение. Добър ден, почитувам председателя, почитувани съветници. Статут на Общинско основно училище. Въз основа на член 26 став 3 от Закона за основно образование, службен вестник на Република Северна Македония, брой 161 от 19, училищният отбор на Общинско основно училище Свети Охридски Делчево на съдействие държа на ден 3-12, че го донесе статутът на Общинското основно училище Свети Климент Охридски от Делчево. Статутът се основни одредби и правна положба на Общинско основно училище, възпитна образовна работа на Общинското основно училище, ученичко организиране и учество, постъпка за избор на представници на вработени на основно училище, родители относно старатели на училищен отбор, на основно училище и на представници на училищна заедница. Постъпка, која води комисија при избор на директор на основно училище, почеток и завршеток на работно време и користење на дневен и годишен одмор, дисциплинска комисија, јавност во работата на училиштето и неговите органи, одбрана, деловна тајна и преводни и завршни одредби. Мислам дека до сите советници е доставено. Ако имате прашања, ако не знам јас да одговорам, значи можете написмено, ќе добиете написмено одговор. Благодаря на господин директор. Отварям разправа във връзка с точката по дневен брой 28 от днешния дневен ред. Дали някой има разбори или напрашва да го разбереш? Видейки никой няма разбори, заключвам разправата и мисленето на статутът на Общинското основно училище Свети Климент Охридско Делчево го ставя на гласа на кой замислен. Констатирам дека истото присвоена со 14 гласа за. Преминуваме на точка по дневен брой 29 от днешния дневен ред, а това е във връзка с обмисленето за изведување на дневна екскурзија до Скопје с учениците от трето отделение при Общинското основно училище Свети Климент Охридско Делчево. Днес збор на господин директор повед. Согласно годишната програма за работа на училището на Свети Климент Охридски за учебната 2019-2020 година, въз основа на член 6 став 2 от правилник за изведување ученички екскурзии, стручниот тим за подготовка на програмата за екскурзија на учениците от 6 от трето отделение изготви програма за реализация на еднодневна екскурзия за ученици от трето отделение от Централното училище и подратите училища при Общинското основно училище Свети Климент Охридско Делчево. Програмата ги съдржи следните подточки, възпитно образовни цели, задачи, съдржани активности, ръководители, наставници, ученици, време траење, локации за посети, правци на пътување, техничка организация, начин на финансирање. Повелете, ако имате прашања. Директор е отворена разправа да връзка с точката по дневен брой 29. Да някой ба разбор или прашање на директор. Видейки никой няма разбор да заключвам разправата и мисленето за изведување на еднодневна екскурзија до Скопје с учениците от трето отделение при Общинското основно училище Свети Климент Охридско Делчево го ставя на гласа на кой замисли. Констатирам дека истото присвоена со 14 гласа за. Преминуваме на точка по дневен брой 30 по твоја връзка со мисленето за изведување на дводневна екскурзија до Република Северна Македония с учениците от 6 отделение при Общинското основно училище Свети Климент Охридско Делчево. Днес збор на господин директор повед. Исто согласно годишна програма за работа на училището и правилникот за изведување на ученички екскурзии, стручниот тим за подготовка на програма на екскурзија на учениците от 6 отделение
да предложи следна програма за изведување на ученичка екскурзија во учебна 2019-2020 година за учениците од 6-то одделение со исто образложени 5 точки, образовни цели, задачи на екскурзија, содржина на активности, раководител на екскурзија, наставници, ученици, време траење, локации за посета и правци на патување, техничка организација и начин на финансирање. Овде можем да кажам според правилникот, кој што се уште не е изменет од страна на Биро за развој на образование, значи кај нас се сменета релацијата, значи не се оди крато во Крило Палака, туку е скратена екскурзијата, значи да се оди до, мислам дека е до автопатот до аеродромот и после се оди назад према Тиквеш хидроцентралата, Дојран, Струмица и Спиење во Струмица. Инаку многу е долга екскурзијата, патувањето е долго во текот на денот, значи голема километража се минеше предходно, затоа е скратено. Мислам дека и минатата учебна година, односно предходната учебна година, беше истата релација. Благодарам, господин директор. Отварам расправа во врска со точка да поведем број 30 денешна дневна ред дадење па разборите на прашање на директор. Бидејќи никој нема разбори, заклучува расправата и мислењето за изведување на година на екскурзија низ Република Северна Македонија со учениците од 6-то одделение при општинското основно училиште со Екатина Толковска Ѓорѓева става на гласен кој е за мислење. Констатираме да листите усвоени со 14 гласа за. Преминуваме на точка подреден број 31 на денешна дневна ред, а тоа е во врска со мислењето за изведување на 3-дневна екскурзија низ Република Северна Македонија со учениците од 9-то одделение при општинското основно училиште со Екатина Толковска Ѓорѓева. Давам збор на господин директор Повели. Програма за изведување на 3-дневна екскурзија за учениците од 9-то одделение при општинското основно училиште Свети Климент Охридски, воспитно образовни цели и задачи на екскурзија, очекувани исходи, дадена е локација за посета на правци и патување. Значи, кај нас, релацијата е од Делчево, Скопје, Гостива, Тетово, Гостива, Охрид, значи према Прилеп, Крушево и таму се враќаат учениците назад. Повелете ако има прашања. Отварам расправа во врска со точка да поведем број 31 на денешна дневна ред дадење па разбори има прашање на образовачи. Бидејќи никој нема разбори, заклучува расправата и мислењето за изведување на 3-дневна екскурзија низ Република Северна Македонија со учениците од 9-то одделение при општинското основно училиште Свети Климент Охридски Ѓорѓева става на гласен кој е за мислење. Констатираме да листите усвоени со 14 гласа за. Господин директор, е направена кратка пауза додека се чекаме на задача од федерација за врска со точка 27.